Замислете дека морате за секогаш да го ставите зад себе тоа што сте го имале и сте го сакале. Вашите пријатели, вашата работа, имот, семејство, вашиот дом. За милиони луѓе низ светот, ова не е имагинација. Тоа е реалност. Тоа се бегалците. Потпишана во Обединетите нации во 1951 година. Конвенцијата за статусот на бегалците требаше да биде заштита за милиони луѓе, раселени во Втората светска војна. Но од тогаш бројот на бегалците низ светот постојано расте. Причина се граѓанските судири во Латинска Америка, етничките конфликти од распадот на Југославија и на Советскиот сојуз, постколонијалните војни во Африка и Азија и долгогодишните судири на Средниот Исток. Безброј луѓе ги напуштиле своите домови и поради етнички и религиозни прогонувања, родова и ЛГБТ дискриминација или поради политички репресии. Денес, бројот на бегалците низ светот е најголем од кога било досега. Повеќе од половината бегалци на глобално ниво доаѓаат од само 4 земји. Речиси 1 милион рохинга муслимани го напуштија Мијанмар поради етнички насилства и репресии од властите. Граѓанската војна и внатрешниот меѓуетнички конфликт во Јужен Судан изгонија повеќе од 2 милиона луѓе, претежно жени и деца. Околу 3,7 милиони бегалци пак доаѓаат од Афганистан, каде веќе 20 години меѓународно признатата влада војува со талибанците. Сепак, досега, најбројна бегалска нација се сиријците. Околу 6,6 милиони луѓе ја напуштиле оваа земја поради децениската граѓанска војна. Се поставува прашање, каде одат овие бегалци? Некои бараат подобар живот во напредните земји како Германија и Шведска. Сепак, повеќето се обидуваат само да избегаат од опасноста. Најчести дестинации им се места како Турција, Пакистан, Уганда и Судан. Погранични земји кои често и самите страдаат од политичка и од економска нестабилност. Патувањето не е лесно. Бегалците вообичаено заминуваат само со неопходните работи, соочувајќи се со глад, жед, екстремни временски услови и експлоатација од трговците со луѓе. Потоа доаѓаат и пречките со кои пребеганите се соочуваат и во нивните дестинации. Голем дел од земјите не дозволуваат влез и ги принудуваат да се движат по опасни патишта или преку море на безбедни сплавови. Тоа често води и кон трагични последици. Оние што ќе стигнат до некој од земјите, завршуваат во кампови каде со месеци или години чекаат одговор на барањата за азил. Таму се соочуваат со пренатрупаност, нехигиена, недостаток од храна, лоша инфраструктура и изложеност на насилство и злоупотреба. Оваа мачна реалност стана толку вообичаена, што веќе се заборава дека е спротивна на меѓународното право. Според конвенцијата, потпишана од 146 земји, на барателите на азил треба да им се гарантира влез, помош за пополнување на нивните барања, како и пристап до јавна помош, образование и до другите права што ги уживаат граѓаните. Сепак, обврзувачки механизам не постои и голем дел од земјите ги сметаат бегалците за нелегални имигранти. Ги депортираат назад, каде тие се соочуваат повторно со опасноста од која бегале. Проблемот ги надминува законските граници. Покрај 20 милиони регистрирани бегалци и околу 4,2 милиони баратели на азил кои аплицирале за статус бегалец, постојат 5,6 милиони раселени палестинци кои немаат земја што би ги примила.
Од 2017 година, политичките апсења и економската криза предизвика екзодус на околу 5,4 милиони жители на Венецуела, од кои само мал дел аплицирале за бегалски статус. Уште милиони луѓе ги напуштиле домовите со порастот на морското ниво, сушата и недостатокот од храна поради климатските промени. Тие се сметаат за економски мигранти, без заштита како лица бегалци. Пандемијата од COVID-19 ги нападна и бегалските кампови, и тоа создаде нов бран преселби. Глобално пак, околу 45,7 милиони луѓе се внатрешно раселени во рамките на нивните земји. Без заштита од меѓународното право, тие остануваат под јурисдикција на нивните влади, иако самите тие власти се причина за нивното раселување.